и добро ве најдовме. Ке почнеме со ред. Од 25 јули почна кампањата на Facebook за подигање на информираноста на јавноста за геноцидот врз ромите. Од каде идејата за една ваква кампања? Чувако. Ова е прва година како се организира таков вид на настан за сеќавање и одбележување на денот на Холокаустот врз ромите и во целина геноцидот врз ромите. До сега, за жал, немавме таква прилика и немавме таква организација за да се одбележи овој ден. Меѓутоа, произлезе една студентска иницијатива која со поддршка на Сдружение на граѓани Рома Верзитас почнавме со организација и денеска веќе во тек настанот да се спроведе. Идејата, како што ви кажав, е сеќавањето на жртвите на Холокаустот врз ромите. И почнавме, значи, со Facebook кампања, бидејќи Facebook нели е една од поактуелните социјални мрежи. Вистинскиот начин преку кој што може да се пренесе една информација социјалните мрежи. Да, така, токму така. Имавме, значи, еден координативен тим со кој што регулиравме цел тим како ќе се спроведе целата таа активност и настанот за да биде добро организиран. Facebook кампањата користевме токму заради да ја информираме и да ја едуцираме јавноста, бидејќи осеќавме таква потреба дека треба јавноста да се информира и да се едуцира со тоа што делумно не се свесни дека ромите се дел од геноцидот и дел од Холокаустот кој што бил направен во Втората светска војна. Кампањата, значи, започнала од 25 јули и до денеска се уште она се трае. Околу 10 повеќе дена објавувавме секој ден фотографии и информации од Холокаустот и целокупно геноцидот на ромите кој што бил направен. Инаку денеска од 17 часот ќе започне настанот. За настанот мислам дека ќе ви зборувам малку подоцна. Така, токму тоа ќе беше следното прашање, што е она што ќе се случува денеска? Денеска во 17 часот пред Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите ќе се собереме околу 70 на млади студенти роми, како и средношколци, сите кои што имаат желба да учествуваат во овој перформанс и настан. Потоа ќе се има, значи, кратка проекција во Меморијалниот центар на случаеви од преживеаните и ќе се има еден говор. Отпосле тоа ќе се формира надвор еден знак на нацистички режим од студенти, потоа ќе имаме еден перформанс кој ќе се емулира на затвореници буквално и кој ќе се движиме кон плоштадот. Студентите кои ќе се движат кон плоштадот, потоа ќе имаат, значи, таков символ на нацистички режим и како се ослободуваме од тој нацистички режим. Тоа ќе биде уствари во суштина целиот перформанс и кој ќе символизира нацистички режим во буквална смисла. Так, Ситов, ајде малку воведете не во историјата. Така, знаеш, користиме збор геноцид врз ромите, Холокауст врз ромите. Генерално можеби е сепак добро на почеток да речеме дека според Обединети нации, кога збориме за геноцид, мислиме на непочитување на постоење на правото на постоење на една цела група, на една цела заедница. Така и во тоа време, во нацистичка Германија, клучни целни групи беа евреите, ромите и останатите, со тоа што тие сакаат целосно да ги елиминираат. И нели тогаш Третиот рајх, тогашната германска управа и многу канцелари и многу функционери, ромите ги смета за генетски болни. Ромите ги смета за инфериорна нација со инфериорна крв. Ромите ги смета за антисоцијални, криминогени случаи и така натаму. И донесоа одлука, според изјави, дека негде во 1941 година, комесар во Третиот рајх донесоа одлука дека и ромите треба да се вклучат во конечното решение, како и евреите, подеднакво. Инаку, користиме геноцид врз ромите, а помеѓу ромите историчари, истражувачи, експерти се користат и други термини. Се користи терминот Холокауст, кој што доаѓа од грчките зборови холос, што значи целина, и каустос, што значи изгорени, или во превод целосно изгорени. Исто се користи терминот параимос, што во превод значи деструкција, значи уништување, елиминирање. Се користи калитраш или црна страв према ромите. Така да сите овие термини означуваат едно исто, а тоа е односот на нацистичка Германија према ромите и нивната идеологија за голема Германија и чиста група на луѓе со германско потекло.
И тоа што е битно, дека тој геноцид се случува во период од неколку години, се случува во Германија, во логорите и надвор од логорите, се случува и во други земји, кои што беа тогашни сојузници, соработници на германската држава, Франција, Бенелукс, односно Белгија, Холандија и Луксембург. Исто така се случува и во некои други земји, како што се СССР, се случува во Југославија, во Унгарија, Украина, Австрија, Полска и така натаму. И практично во сите овие земји, под влијание на таа идеологија, се случува еден геноцид врз ромите, кој што прави едни такви страшни размери и катастрофални размери, кои што денеска вредно е да се сеќаваме на нив и по тој повод ги правиме и овие активности. Ке се надоврзам на ова кое што го кажавте, пустат ли официјални податоци кои што се поврзани токму со геноцидот врз ромите, а сакате да јавноста да биде запознаена со нив? Ете, генерално овој датум практично е поврзан со еден таков статистички податок, дека на 2 август 1944 година ноќта се случува еден од најмасовните, најбруталните убиства на сите роми кои што биле во логорот Аушвиц-Биркенау, и тогаш се случи убиство на речиси 3000 роми кои што таму предстојувале, со еден масовен и брутален начин на убиство. Исто така, кога сме кај одредени податоци, статистики, можеме да кажеме дека доста историчари, експерти смета дека бројката се движи околу пола милион, а има доста сведоштва од преживеани роми во Холокаустот, кои што велат дека таа бројка е сериозно поголема, преди тоа што не сите случаи биле регистрирани и не сите случаи на погубување и истребување беа тогаш процесуирани во тогашниот режим. Но тоа што исто може да го кажеме дека има официјални пресметки кои што стојат во еден водич на Холокаустот од страна на Колумбискиот универзитет, каде што има бројка од околу 280.650 загинати роми во тој геноцид, во тој Холокауст, но сепак нели тие бројки се недоволно истражени и во споредба со геноцидот врз евреите е навистина оваа тема многу помалку истражена. Тоа што можеби интересно да се спомне за регионот е дека исто така и во Југославија се случиле околу 100.000 убиства, геноцид врз ромите, така што еден од доста познатите информации и статистики говорат дека во самиот логор во Хрватска, Јасеновац, само таму се случиле 80.000 жртви и дека со самата окупација на Германија во Србија, тогаш во првите месеци се случува исто нивната политика да се пласира према ромите, према евреите и тие да бидат погубени по улиците, по некои стрелишта и така натаму и така натаму. Со тоа што генерално сакам да кажам дека и регионот и бивша Југославија беа дел од вклучените окупирани земји и геноцидот врз ромите. Свитов, што се случува по геноцидот? Дали геноцидот врз ромите е признаен на меѓународно ниво? Генерално требаше да поминат доста години. Поминале неколку години после сите тие немили настани, но во Нирнбергскиот процес не беа повикани сведоци роми. Но негде во 1979 година започна процесот да се признава расната основа, расната манија, која што беше основната идеја на нацистичка Германија, за да негде во 1982 таа дефинитивно од владата на Република Германија да се признае како официјален геноцид врз ромите. Така продолжи тоа признавање од други европски земји и така, например, во 2005 година Унгарскиот парламент прогласи ден на сеќавање на геноцидот врз ромите и синтите. Истата пракса ја спроведе и Полска и парламентот на Полска, кој што во 2011 година го прогласи истиот ден. Во 2012 година е поставен и споменик во чест на жртвите на Холокаустот во Берлин и таа пракса продолжува. И денеска може да кажеме дека во Албанија, во Австрија, во Унгарија, Украина, во Франција, во Германија и во Србија тој ден е официјално, експлицитно и посебно одбележан како ден на сеќавање на геноцидот врз ромите или Холокаустот врз ромите, покрај Холокаустот врз евреите. Но во Република Македонија 27 јануари се комеморира како ден на сеќавање на Холокаустот и генерално во Република Македонија целиот вкус е ставен на
геноцидот врз евреите, што со тоа што верувам дека со тек на време ќе се почне да се комеморира и геноцидот врз ромите. Така. Зекир, која е главната порака на овој настан? Која е она порака со која што сакате да ја пренесете и да допре до граѓаните? Пораката е истото што и го направивме да биде мотото, да не заборавиме. Пред се, денеска настанот што го одбележуваме не го практикуваа поранешните генерации. Ова е прва година и пораката е да не се заборави, со цел да се продолжи секоја година да се одбележи денот. Втората порака, главна порака, тоа што ќе ни биде транспарентот е дека геноцидот врз ромите треба да се спомне и да не се повтори. Да не се повтори бидејќи треба од минатото да се научат грешките. Сеќавањето не е исто што и комеморацијата. Сеќавањето е дел од комеморацијата. Меѓутоа, комеморацијата треба да си има еден посебен ден со кој што ќе се одбележи денот и ќе се практикува секоја година со цел да не се повторат грешките од минатото, бидејќи од тие грешки може да се случат и понатаму некои катастрофални работи кои што може да наштетат на цела нација. И сосем накусо на крај морам да ве прашам да го искористам вашето присуство за останатите активности на Сдруженијето. Да, Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас генерално работи на поддршка и развој на студентите роми, односно интеграција на студентите во високото образование, со тоа што сме посветени на нивниот личен и професионален развој и посветени сме на нивниот активизам и партиципација во студентското движење, односно партиципација во некои студентски организирани форми. Генерално го работиме тоа и веруваме дека во долг рок ќе бидеме една препознаена организација младинска која што ќе работи со млади роми. Така. Саитов, Зекир, ви благодарам за одвоеното време и за разговорот. Како медиум сме тука да информираме за она што го работите. Се разбира, за сите идни активности ќе се видиме повторно во утринската програма.